Почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност, продолжуваме во 2 часот и 15 минути со работа по оваа седница, за која што се уште немаме решение дека ќе продолжи на 26. И не е спорно тоа, за информација на македонската јавност да известам дека веќе е закажана продолжение на други 2 седници утре во 12 часот, значи за нешто помалку, денеска се извинувам председателе, за нешто помалку од 9 часа. Бидете сигурни дека ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата за обнова на Македонија ќе бидат присутни тука, затоа што се работи за законски решенија кои што крајно време беше да дојдат на самата седница, а предложени од ВМРО-ДПМНЕ. Тоа е Комисијата за заразни болести, онаа државна комисија за заразни болести, која што, доколку имавте слух, ќе ја формиравте малку поодамна самите вие и која што ќе почнеше да ги решава овие проблеми во државата кои што ги имаме. И сигурен сум дека ќе дадеше предлог за доаѓање на решение за почеток на вакцинирање за ковидот. Значи не за сезонскиот грип за кој што се уште не сме завршиле, а ако сме веќе јануари месец, меѓутоа за тоа ќе зборуваме утре. Денеска ќе зборуваме за неколку сати, да се вратиме на темата. Денеска имаме предлог закон за решавање на спорот помеѓу владата на Република Македонија и МАК Петрол АД Скопје по патна спогодба по скратена постапка. Нешто што чекало во држава 30 години, нас ни се сервира да го решаваме по скратена постапка во Собранието. И тоа дојдено е во Собранието во месец октомври, како што рековте. Власта, односно Комисијата за економија и нејзиниот председател, не најдоа за сходно да ја закажат комисијата до сега, да сега на еден ваков шверцерски начин се решава во 2 часот и 21 минута по полноќ, а работиме веќе повеќе од 12-13, не знам колку часа по истата седница. Сметам дека во самиот текст на предлог законот имате грешка. Не е спор за решавање на спорот помеѓу владата на Република Македонија и МАК Петрол по патна спогодба, туку ова е закон за амнестирање на потпишувачите на оваа криминална веќе договорена спогодба, која што се сервира на пратениците од власта, за да се најде едно колективно заедничко тело да биде одговорно за нешто што претходно во 4 очи го договориле некои луѓе. И сега тука имавме разни размислувања, кои правници го напишале ова, кои експерти сугерирале да се случи ова. Јас сметам дека ова е дело на еден човекот кој што се стави на чело на судските реформи во Република Македонија, за кој што сега гледаме дека новиот министер за правда вели дека немало реформи и сега ќе се правеле одново после 3 години власт судски реформи и прочистување на судството. Тој е истиот човек кој што не убедуваше дека не му треба министер за финансии и дека човекот можел да биде и министер за финансии и премиер. И сметам дека ваков гениален изум може да му текне нему и нему блиските соработници. Сметам дека нема потреба на носење овој закон, како што сами велите во законот, веќе е склучена спогодба за долгогодишниот спор помеѓу владата на Република Македонија и МАК Петрол за утврдување на учеството на секоја од страните во реализацијата на изградбата на гасоводниот систем во Република Македонија. Истата оваа спогодба ни ја доставувате како прилог кон законот, додека во самиот закон нема ништо, ама баш ниту една одредба која што го решава овој спор. И се поставува следно прашање: која е потребата од носење на овој закон? Дали некој треба да се амнестира
одидна одговорност. И во самото ова прашање ќе кажам да, тоа е единствената цел на овој закон и тоа е единственото нешто поради кое што овој закон е дојден во собрание, бидејќи и во самата спогодба стои дека сте го решиле спорот и дека се откажувате од тужбите. Згоре на тоа, како гарант и медијатор на овој договор, се повикувате и на секретаријатот на енергетската заедница и зошто, ако се е како што треба во оваа спогодба, и потреба од овој закон. Потребата од овој закон, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност, е тоа што го реков на самиот почеток, односно да се најде кој ќе ја преземе одговорноста за амнестирање на потписниците на спогодбата. Потписници на спогодбата, како што можеме да видиме од самиот закон, е премиерот Зоран Заев и собственикот на еден од собствениците, најголемиот собственик или како, да кажам, Андреја Јосифовски, газдата на Мак Петро. Зошто дојде во собранието? Затоа што обидот на генералниот секретар Драги Рашковски да со записникот од 143-та седница на владата побара да државното правобранителство се овласти државниот правобранител на Република Македонија да во име на владата во рок од 3 дена ја потпише спогодбата за вонсудско решавање на спорови меѓу владата на Република Македонија и Мак Петро. И сега во тоа државно правобранителство има паметни луѓе, знаат што е ова што им се сервира и државниот правобранител со допис даде известување по однос на предлог спогодбата за вонсудско решавање на спорови меѓу владата на Република Македонија и Мак Петро и укажува на следното. Донесениот заклучок е спротивен на Уставот и законите. Дали мислите, кога овој заклучок им е сервиран за потпишување, истите овие не знаеле дека овој заклучок е спротивен на Уставот и законите? Дека согласно закон се утврдени надлежностите на председателот на владата и дека истиот ја представува владата, а не го заменува неговиот заменик. И сега, имаме председател на влада, кој што не се либи да потпише и пострашни договори за Република Македонија, ама оваа спогодба во која што треба да се легализира криминалот помеѓу влада и Мак Петрол од 65 милиони евра, односно 33 милиони евра пари на граѓаните, на буџетските корисници, да се преточат на друго конто, а потоа можеби и да бидат дел на меѓусебна делба на вишокот од пари, затоа што тие средства не се вкупната вредност на гасоводот кој што го има и председателот на владата ја задолжува државниот правобранител да го потпише договорот во 3 дена. Ама, што реков, државното правобранителство не сака да ја преземе оваа обврска, посебно во оваа насока, дека се работи за склучување на вонсудска спогодба, нешто кое што е надлежност на самиот председател на владата и дека истата не може да биде подпишана од нивна страна. Почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност, мислам дека оваа спогодба ниту е местото тука, ниту денеска требаше да ја разгледуваме неа. Знаеме дека заинтересираност на сите страни, односно инволвираните и заинтересирани страни со нетрпение ја очекуваат истата, затоа што навистина ова што е направено тука ќе биде предмет на разгледување во некој нареден период
на одредени државни институции кои што се занимаваат со вакви малверзации и вакви активности кои што се далеку од нормална реализација на спогодба помеѓу две заинтересирани страни. Замислете, колеги пратеници, покрај општите неколку членови кои што ни се сервираат во овој предлог закон, кој што не е многу обемен, нас ни е дадена и спогодбата веќе договорена, значи двете договорни страни се согласни дека со одлука на Влада на Република Македонија, одлука на Управниот одбор на МАК Петрол, се договора следните страни да се прекинат, да се завршат судските постапки кои се водат пред национални судови, дека средствата кои што се проценети на 65 милиона ќе бидат поделени по 32, нешто милиони, дека вредноста на двете страни е по 50%, иако претходно имаме укажување дека државата има 54%, додека МАК Петрол има малку помалку, и многу други работи кои што помеѓу себе се ги договориле двете договорни страни, сега се сервираат на пратениците од власта да го аминуваат ова. Колеги пратеници од власта, ќе искористам приликата да ви кажам дека ова што сега се случува ќе биде предмет на изучување како не треба да се оштетува државата во некој нареден период. Сега можеби со помош на инструментите кои што ги има премиерот Заев и контролата врз судската власт, од ова нема да има ништо, ама бидете сигурни дека ова после ОКТА е еден од најголемите криминални договори и криминални договори кои што се случиле во Република Македонија. Колеги, можете да префрлате колку што сакате, меѓутоа сметам дека ова што денеска вие сте спремни да го аминувате и нешто што во касните вечерни сати сакате да го поминете, мислејќи дека раните утрески сати, се извинувам, мислејќи дека никој не ве следи, бидете сигурни, македонската јавност заинтересирано ги следи сите овие дебати. Јас би ви препорачал да си го прочитате убаво договорот. Не е добро да гласате се што ви сервираат. Вака не убедуваа и од минатиот период дека датумот на Република Македонија е добиен. Аплаудиравте и тогаш. Ама сега се наоѓаме во ситуација во која што се наоѓаме. Многу ваши министри од говорницата во пленарната сала, во другата сала во која што зберувавме, не убедуваа во некои работи. И тогаш аплаудиравте како првачиња, немојте да ја направите истата грешка. Не е добро она што се ви го сервираат, да го прифаќате без да размислите за одредени работи. Затоа што со ова ќе станете учесници во еден од најкриминалните закони донесени во Република Македонија. Опозицијата спремно и будно стои, ги следи сите ваши реакции, меѓутоа бидете сигурни дека и македонската јавност не го прима со задоволство оно што сакате да го направите, а тоа е да почастите приватна фирма со 33 милиони евра во услови кога македонските граѓани ги немаат основните работи за живот. Република Македонија во моменти се бори да прима донации на вакцини од соседни држави, кои што благодарност и за тоа што го прават, меѓутоа со 33 милиони евра сметам дека ќе бевме конкурентни на пазарот да обезбедиме вакцини за она што ни е голем проблем во државата, а тоа е ковид кризата, или ќе беа доволни за почеток на изградба еден клинички центар, кој што го најавувате од 2017 година, го гледаме во 3D формат на вашите флаери, а од таа реализација нема ништо. Има многу други проекти и поприоритетни работи во државата кои што би требало да се реализираат во овој период, меѓутоа владата на СДСМ, владеачкото мнозинство се решени со 33 милиони евра да почастат приватна фирма,
а колку од средства ќе завршат кај нив, ќе знаеме по промена на власта, кога независни судски органи ќе влезат и ќе го истражат цел овој криминален процес. Ви благодарам.